Слобода, слобода. Слободата е право на секој човек во светот. Извадете на одовде. Ние не сме криминалци и мораме да заминеме од ова место. Со овие зборови мигрантите бегалци од прифатниот центар во Газибаба им се обратија на стотината граѓани и активисти кои во знак на солидарност и против нивната дискриминација попладнево маршираа од пред владата во Скопје до прифатниот центар. Преку прозорците со решетки во прифатниот центар бегалците ги повикуваа граѓаните на Македонија да ги поддржат и да направат притисок врз владата, парламентот и врз премиерот за нивно ослободување. We are leaving our families under the fire. We went to Europe to bring our families. Ние ги оставивме нашите фамилии во војна. Ние дојдовме во Европа да ги донесеме нашите фамилии. Ние не сме криминалци. Немаме проблем со полицијата, ниту со македонскиот народ. Ние сме сведоци на ова валкано место. Тука сме само да поминеме низ земјата, а тие ни кажуваат дека поминуваме нелегално. Ние исто така поминуваме низ Турција, Грција, Србија, Австрија. Никој не ни зборува вака, само ни велат да заминеме, но тука губиме време, законот не се менува и никој не поддржува. Полицијата ни вели дека треба да одиме на суд, но во зградите на судовите нема никој и никој не зборува со нас. Жалејќи се на лошите услови во прифатниот центар, бегалците извикуваа дека таму се 400 луѓе и дека на многумина од нив им е потребна медицинска помош. Тука има деца, некои од нив се болни, никој не се грижи за нив и потребна им е медицинска помош. Активистите се обидоа да ги уверат дека континуирано ја следат нивната состојба. Знаете дека континуирано вршиме притисок врз владата, парламентот и врз судството за да се забрза вашето ослободување. Но нашите закони велат дека тука може да ве задржат до 12 месеци. Знаеме дека тоа не е праведно и дека е многу долг период и ако некој е задржан подолго, ве молиме, кажете ни за да интервенираме. Граѓаните денеска излегоа на солидарен марш и преку Битпазар се упатија до прифатниот центар во Газибаба за да им ги прочитаат правата на мигрантите кои им ги гарантираат законите во земјава. Тие на бегалците им се обратија на нивниот јазик. Право на живот. Властите не смеат да користат неразумна сила при обидот да ги спречат мигрантите да влезат во државата. И има соборска да се обидат да ги спасат животите на околу оние на кои им се загрозени преку влегување во државата. Ви се гарантира правото на живот, заштитата од мачење, право на слобода, заштита од робство, право на азил, на медицинска помош, им соопштија активистите, истакнувајќи оти знаат дека тоа државата не го почитува. Ние знаеме дека овој центар е далеку од тоа. Знаеме дека таму каде што има место за еден, ве сместуваат 5 мина. Знаеме дека спиете на подовите. Знаеме дека не ви се обезбедува топла вода за туширање. Ги знаеме сите неправди со кои се соочувате. Во недостаток на правен лек, кој и да излезе од вас, ќе има право да ја тужи државата директно во судот во Страсбург, затоа што домашните правни лекови целосно потврлија.